Добро утро и од мене и добре дојдовте во новото издание на Магазин. Верувам дека веќе се расположивте со програмата и моите драги колеги на Ја сакам Македонија. А денеска имаме музичко издание со Тамара Волчевска, со која што ја промовираме новата песна, едно музичко парче со наслов Не бројам до 3 и видео запис кој што ќе го погледнеме во продолжение. Ќе ни каже и на кои настапи може да ја види следно публиката и на кои проекти работи во моментот и дали ни најавува една нова ера токму со оваа песна во нејзината кариера. Останете со нас да ја погледнеме и новата песна. Во исчекување на нашата гостинка, која што денеска малку ни доцни, ја чекаме во студиото со некои занимливости од весниците, ќе се надоврзаме на некои разговори кои што моите драги колеги во Ја сакам Македонија ги чита, ги споделуваа со вас. Овој пат за социјалните мрежи, нешто што е секогаш актуелно и за повозрастните и за помладите, особено за децата и за оние забрани кои што се повеќе во државите се внесуваат. Австралија пак ќе воведе нова забрана за користење социјални мрежи. Владата на Австралија планира да воведе забрана за користење социјални мрежи за децата помлади од 14 години. Трите владеачки партии соопштија дека постигнале начален договор за забрана со цел да се заштита децата од алгоритмите што предизвикуваат зависност и содржини што вклучуваат сексуална злоупотреба. Но не наведоа кога ќе стапи забраната во сила и како ќе се спроведува. Австралија е првата држава што во декември минатата година воведе забрана за социјалните мрежи за помладите од 16 години, па сега ќе видиме и што ќе се случи за помладите од 14 години, а ние секогаш размислуваме дали е тоа потребно и кај нас во државата и се обидуваме да контролираме колку што е можно повеќе како децата и младите ги користат социјалните мрежи, односно колку е тоа одговорно и секако одговорноста паѓа повеќе на родителите, на возрастните, на оние што не образуваат, не воспитуваат во училиштата, на факултетите и така над. 1 април помина, април и лили помина и што дојде Тамара? Се надоврза? Дојде 1 април пројде, шамар дојде. Нека не е шамар. Нека не е шамар, само доцне. Да, Скопје и дошт. Што се случи? Тоа е комбинацијата. 40 минути си возиш, гужви, класика, стандард. Знаеш дека треба да бидеш во живо, ама ете, толку беше изводливо. Дадов се од себе со Safe City. Да, особено сега и се извинуваме, но тоа е стигнавме. Е, периодов сум малце во некој дисбаланс. Организацијски сум во дисбаланс, но денес не беше така и затоа ми е многу криво. Да, што токму денеска се обиде. Баш денес, да, стварно се обидов. И порано станав и све си беше како што треба. Ние почнавме да читаме вестници без тебе, да слушаме твоја музика. Некако било забавно. Се загревавме. Следно ќе беше да читам хороскоп. Тоа може. Да се муват гледачи да им читаме хороскоп. Добро. За секој знак. За самиот почеток, како што знаеш, имаме нови игри во емисијата. Добро. Има еден тајмер од 60 секунди и ќе ти поставам некои брзи прашања, па ќе ми одговориш со да или не. Па потоа може и да ги прокоментираме твоите одговори за само загревање. Супер, одлично. Баш тоа ми треба сега. Така е. Да, баш ти треба и мене исто, може да се опуштиме. Дали ти недостасува кариерата како војник? Да, понекогаш. Дали би се занимавала со политика? Не. Дали би пеела на политички митинг? Да. Дали би се сликала без облека за насловна страница? Не. Дали би снимила дует со фолкери? Да. Дали си се скарала со колешка од естрадата? Не. Дали веруваш во втора шанса? Да. Дали си љубоморен тип на партнерка? Да. Дали сакаш романтични комедии? Да. Дали би истетовирала име на партнер? О, боже. Добро утро на сите. Да, имав таква грешка направена во животот. Дали ти се додворуваат некои од публика на твоите настапи? Да. Дали си на режим на исхрана? Не. Дали секогаш носиш брендирана облека? Не. Ете, таман времето како што истече ние ги одговоривме сите прашања, успеавме на брзинка. Има интересни прашања, да. Кажа за дует со фолкери, со кого би снимила? Имаш во глава некој име кое што прво ти паѓа на памет? Па не знам, можеби би снимила со Спасен Слијановски. Браво! Да, Спасен баш го почитувам и откако влегов и во некои такви води на фолкот и на народната музика и настапите си носат и свадби, и крштевки, и баш таков жарни и такви веселби. Не знам, го почитувам така. А сте се сретнале токму на некој настап каде што заедно сте настапувале, ти свој дел на музика, тој свој? Не, сме немале такво запознавање, но се знаеме вака.
од разминување, од емисија или не знам како беше кога се сретнавме, но како и да, го почитувам во тоа што го прави. Да. А за тетоважа каде имаш име истетовирано? Одамна беше. Некаде каде што не е видливо. Не, доста видливо беше, само не се знаеше што е. До сега више го нема, така да се е вред. Добро. Се случуваат грешки. Сите правиме грешки на младост. Да, и тогаш се случува на тетоважа преку тетоважа да се окрие стара. Точно така. Да, така да сега сме на безбедно, се е вред. Не би ти се тетовирала пак? Не. Мислам, име, нели на... Да, не, мислам дека е стварно преголем чекор да го направиш тоа. А друга тетоважа би ставила, гледам дека си имаш, нели? Да, тетоважи имам. Мајка ми што би рекла, доста бе, сине сликовница, бе, доста. И сега внуциве дека ми се помали, од братучетка ми и од сестра ми, почнуваат вака да ме гледаат по рацете. Викам, тете, што е ова? Се чудат. Колку имаш на број? Тетоважи? Да. Више не ги бројам, искрено. Стварно не ги бројам. Онака, од прилика не знам. Раката ми е. Што е многу за тебе? Цела? 10, 20? Па добро, тоа си е индивидуално, затоа викам за тебе што е многу, многу. али поише од 10 се сигурно. Така би го заокружила. Па добро. Али не знам, пасија ми се стварно и Да. сигурно би престанала во одреден момент, нели? Нормално, не би сакала да е премногу и ова што е за некој е премногу. Баланс во се. Да, како на пример за мајка ти, нели, која што ти вели да престанеш. Да, и лани некој е летото, премногу. да, бевме на плажа и го зеде телефонот и почна да ме слика. Сега само ако ти видам друга тетоважа негде, ќе ги вратам сликите да проверам кај и се случи пак. Ама добро, најде? мислам Го виде доказот? Да. Ама се помири со фактот дека окей, на крајот од денот тоа сум ја и да, го сакам тоа. Да, твој стил. Се љути ден-два и поминува. А освен тетоважи, пририсови или некои други промени, промена на боја на коса, на стил, дали тоа имаш во... го правев тоа доста често исто порано. Бев и виолетова, Да. бев и тиркизна, и црвена, и слично, но сега стварно мислам дека ова сум ја, ова е мојот карактер, ова е дел од мене и не би да менувам. Да. Сега боја на коса, барем, а За пирсови- воиднина, нели да? Да, пирсови не сум некој голем љубител, но не би рекла дека никогаш не би ставила. Да, а зошто ти недостасува професијата како војник? Кој дел од таму? Недостасува некогаш чувството. Чувството и таа некоја, не знам како да ја наречам, моќта што ја чувствуваш кога ја носиш униформата, кога ја знаеш задачата што треба да ја направиш и така многу интересно чувство е, не може да се долови баш така едноставно со зборови, затоа што едноставно го носиш, застануваш таму каде што застануваш со некоја повисока цел, со некоја повисока улога и прави да се чувствуваш како дел од таа екипа таму, дел од тој свет, истите маки ги преживувате, истите искуства ги преживувате и така, баш дава убаво чувство за себе, некаква поразлична поента од тоа што сега го градам и го правам. А чувството на припадност дали го има и во бенд, нели кога работиш Апсолутно. со тим, Да. барем тој Да. дел да можеш да го Да, тоа е искусиш пак со музичарите. Точно, тоа и ми беше пресудно кога размислуваш дали да тргнеш само со еден човек да свириш и да одиш на лајф настапите. Но бендот е тоа што не знам, тоа ја прави целата атмосфера. Јас ако не ми удри тапан позади мене и ако не ги слушнам бубњевите, не ми е истото чувство. Така Нити доволно гитара само и пеењето кој... Да, и тој има своја убавина, јас и тој концепт се уште го практикувам и функционирам и на таков начин, но бендовското настапување ми е баш она моето, затоа што сум многу енергична и не можам да стојам во место и сакам да дадам многу повеќе. И бендот целосно како екипа го прави тоа, така да ги поздравувам и Fluid Band во Своја на своето. Своја на своето, си, да. Со бенд. Деновиве беше во центарот на јавноста. Многу ми напишува за оние фотографии кои што ги објави. Не знаеа дали е тоа твој партнер, дали објавуваш дека имаш некоја нова врска или објавуваш за нова песна. Така е. Така се одлучи ти, тоа беше твоја идеја да прво ја заскокоткаш. Со помош беше, да, не беше само моја идеја, но драго ми е што успеа. Јас бев доста време, не знам, некако, барем така чувствував дека недоволно го експонирав тоа што го правев. Давав музика, да промовирав песни или видеозаписи и слично, но не го правев тоа на начин на кој што на некој ќе му застане на око. Некој да застане и да каже, чекај, вистински што е ова,
А сватив во текот на годините дека луѓето си бараат и нешто поразлично. Дека не можеш константно да пласираш едно исто. Затоа и се одлучив на целосна промена. И песната е поразлична од мене, од тоа што сум го дала, како, место од спомени или кажи ми да знам. Тоа се многу поразлични тематики и текстови различни. И тоа, лично јас, сигурно би продолжила во тој правец. Ти пишуваш своји текстови? Да. И би се држала до таков момент, но сваќаш дека ако сакаш да работиш и ако сакаш да имаш поголем круг на публика, поголема публика и луѓето те запознаат уште повеќе, дека мораш да им дадеш и нешто друго. И одлучив дека е време да сменам нешто, да дадам малце поголем позитивитет во целата креатива, да дадам нешто побрзо, полежерно, да кажам под наводници. И така се создаде Не бројам до 3 и си кажав дека ако сега не направам па и некоја физичка промена околу тоа прашање, ако не е целосен пакет, тогаш воопшто да не го правам и затоа отидов од крајност до крајност. Ти беше ли удобно или на почеток не се чувствуваше доволно комотно да излезеш од таа комфорт зона, бидејќи ова е нешто посмело, храбро, автентично, поразлично од тебе што сме гледале претходно? Да, беше возбудливо, имав и трема. Прво, толку високи подпетици. Јас никогаш не сум носела толку високо. Фустанот, со шлицови, хопки, цени какви што имавме и се останато, баш ми беше предизвик. Сето тоа и имав трема како да треба да настапам негде и нешто треба да се случи, но сватив дека и тоа сум јас и дека ми прија, ми годи да сум тоа со таа енергија и на таков начин да ги представам работите. И си кажав зошто да не, така да ќе го негувам и тоа. Работеше со поголем круг на луѓе, поголем тим? Да, дечките беа прекрасни. Филип Петровски ми помогна најмногу во целата организација за спотот. Снимавме во хотел Мирор. Александар Миловановски од Фотохаус го направи целото снимање заедно со неговиот тим. Така да голем поздрав и до нив. Ателје Жана беа одговорни за прекрасната халина или фустан, како и да сакаме да кажеме. И Стефанија Насеска ми помогна со остатокот од стајлингот, затоа што сама баш и не знаев во кои правци да се движам. Така да, стварно сум им на сите благодарна и сите знаеа дека јас влегувам во нешто поразлично. И баш гледа да ми направат да ми биде комфортно, да ми биде убаво, да не се чувствувам дека правам нешто не знам што. И на крајот од денот не дека е не знам што, но е ново за мене и според моја дефиниција е така. Дали тоа значи дека и во иднина ќе правиш вакви проекти, вакви ангажмани, видеоспотови? Дали на настапите можеби нешто ќе смениш? Почна веќе и многу ми е драго за тоа и луѓето тоа го приметуваат и гледаат. На некој ме чудно што се случило, што се случува, но драго ми е што се оди во позитивни коментари, се оди во позитивни критики или како и да ги кажеме. Се поретко налетувам на критика и тоа ме радува, од друга страна па и ми недостига и нешто друго, за да знам што треба или што би требало да размислам да променам, така да прифаќам се, во принцип, и негативно и позитивно, но драго ми е што преовладува позитивното. А продолжуваш и понатаму да пишуваш своји текстови? Апсолутно, више сме во процес на обработка на следно парче, со бендот спремаме сега баш бендовска песна со така убав текст во правец на сите оние кои што живеат на страна, кои што не се тука. Не би го кажала печалбарски, но е така убава македонска песна со убави инструменти, со хармоники и слично, така да мислам дека и тој момент ќе биде доста интересен. Ни недостига некоја... Како поп-фолк нешто? Да. Ни недостига некоја таква песна на естрада и баш кога разговаравме што би требало сите заедно да направиме, бевме сложни да одиме во тој правец, мислам дека ќе биде убаво. А при крај сме, мислам дека за некој месец дена би требало и тоа да се пушти во етер. Така, продолжувате со настапи низ другите градови, каде се може да ве види, да ве слушне публиката во живо? Најчесто во Куманово, секоја сабота сме таму. Кумановци ни се ни од поомилените моментално. Со нив имаме доста убава конекција, више сме колку 3-4 месеци сме редовни.
таму сега сме во Гевгелија во петок, свириме по приватни настани, крштевки, свадби, веридби, како и да се вика, родендени. Така да и со тоа гледаме да избалансираме, да најдеме слободност, да можеме да сме секде каде што треба, да можеме да одговориме. И тоа е тоа, но најчесто сме надвор од Скопје. Да. Така да, убаво е. Се си носи своја убавина и ова е баш, можам да кажам, начин на живот. И не може секој. Да, особено што паралелно сакаш и авторска музика да создаваш, а и настапи секоја недела. Да, дефинитивно. Треба да се избалансира убаво. Да, и стварно некогаш доаѓа онака, си викаш, добро, ајде стоп. И после сваќаш дека тоа си го посакувала и сега имаш грижа на совест да му кажеш. Сега супер, фала што ми дојде во животот, ама јас сега сакам да одморам малце. Да. Не ми дава однатре да го направам тоа, но наоѓам начини да си дадам време на себе кога има простор за тоа. Така, особено кога имаш публика која е во исчекување и сака да те види, да те слушне, не можеш да кажеш не. Апсолутно. Не е фер. Така е, пред самиот крај, бидејќи имаме уште неколку минути, имаме уште кратка игра завршива реченицата, па ќе ти поставам 3 прашања кои што, или 3 реченици, ќе ти прочитам да ги довршиш. Често заборавам да... Често заборавам да вратам на пораки. Добро. Освен без музика, животот не можам да го замислам без... Многу има. Но ајде од најблиско нешто ќе кажам беби куќето, пошто беби куќето ми е дома и е секој ден со мене, а после ми следуваат сите оние најблиски. Така, семејството, пријателите. Прво се тие нормално, но прво Да. што ми падна на памет е беби, пошто ми е дома, да, секој ден. Да. Најмногу ме повредува. Не почит. Не почит. Дајте така би завршила, можеби со убава мисла, што и да се случи, почит спрема човек и спрема време поминато со тој човек и спрема постапки, размени, енергетски, вербални или било какви. Почит е она што треба да остане и да се вреднува, затоа што само така би можело да се продолжи со чист образ. Било што и да се случило. Се поминува, апсолутно, животот ни сервира се и се што, но ако немаме взаемна почит, тука би застанало се што сме имале. Така да. Без разлика дали е тоа професионален, пријателски, партнерски однос. Апсолутно, што и да е, не знам. Ете, покана за во емисија. Се извинувам, денес не можам да гостувам. Да. Супер, прифатено. Во ред. Следен пат ќе се издружиме. Да, почита останува. Почита останува, имаме простор за понатак. Но ако остане тоа не испочитувано или невратено или неодговорено, тука е више дискутабилно. Добро, за враќањето пораки морам да сведочам дека си ажурна. Да, пробувам, се трудам стварно, но ми се дешава, ми се случува последниот период малце да сум во таква нефункционалност околу тие прашања, но добро. Признавам, пола ми се простува, претпоставувам, верувам. Кога си свесен добре, па ќе се поправиш. Да, теоретско кога го знаеш е првиот чекор до промената. Да. А после кога ќе го практикуваш, више си навлезен во промената. Ти благодарам многу за ова гостување. Се надевам ќе се видиме повторно, ете за нешто ново или за песната со бендот. Секако на време, тоа ќе нагласиме и пред време ако треба. И пред време, да. И испиеме некој кафе пред емисија. Тоа би било најидеална опција. Да, се гледаме ние повторно и ќе завршиме повторно со музика од Тамара Волчевска, така што останете на сител. Од мене довидување.